Да ја вратиме средната класа. Тоа е генералното мото на Социјалдемократскиот сојуз во овие недели на промовирање на мерките од програмата која што ја работиме заедно со граѓаните. Меѓутоа, ја враќаме средната класа, но враќаме многу други работи со средната класа. Да ги вратиме и вредностите. Кои вредности ќе кажете? Еве да не одиме филозофски, јас ќе ви прочитам само неколку податоци од последниве истражувања за тоа како размислуваат нашите граѓани, како размислува младата популација. За вредностите, каде ни се изгубија. 77,9% од граѓаните сметаат дека за успех во животот поважни се врските отколку знаењето и стручноста. 64% од граѓаните сметаат дека човек денеска може да се збогати само ако не го почитува законот. 42,2% од граѓаните со напорна работа секој може да успее во животот. Сите позитивни вредности на граѓаните во последниве години се губат во континуитет. Зошто се губат вредностите помеѓу граѓаните? Тоа е клучното прашање на кое што ние мораме да дадеме одговор. Сите ние сме родители. Имаме деца, постарите имаат внуци. Едно од клучните прашања што ги поставува секој родител денеска, како да го воспитува своето дете во ова време, не време. Дали да биде трудолюбиво, да работи и да спечали, почитувајќи го законот и со честна работа, или пак да го научи да се снаоѓа. Дали да го мотивира да се школува, затоа што со завршувањето на средното училиште или завршувањето на факултет ке се вработи, или пак да го мотивира да на друг начин, преку врски, преку пријатели и без завршено соодветно образование да биде вработен. И тоа се клучните прашања, верувајте, на секој родител кој што денеска образува, школува дете. Ако ние на овие прашања немаме одговор, верувајте, одговорот не можеме да го бараме во други. Овие ставови, овие вредности, овие искривени вредности кај граѓаните стануваат стереотип, предрасуда и многу тешко се менуваат. 61% од студентите во Република Македонија не се гледаат во Република Македонија. Тоа е многу крајно поразителен податок. И сега ако ги направиме она блиц анкета за која што верувам не ви се потребни бројки, ќе се согласите дека е така. Најголем дел од вработените во јавната администрација и во сите предпријатија каде што вработува државата се нестручни и несоодветни. Честни исклучници. И додека вашите деца учат, се школуваат и не можејќи да се вработат, продолжуваат и постдипломски да студираат, доаѓаат и до докторати, нивните работни места ги зазимаат луѓе кои што додека работат, учат, доучуваат, но како? Тоа е еден голем знак прашање. Јас секогаш кога ќе дојдам во Берово, во Источна Македонија, во Малешевијата, се полнам со позитивна енергија од гостопримството и позитивната енергија на народот, меѓутоа секогаш си заминувам тачно, верувајте. Затоа што градовите се празни. И ова не е податок што Социјалдемократскиот сојуз го измисли. Ова е податок на Светската банка. Последниве 6 години од Република Македонија се одселени вкупно ни помалку ни повеќе 447.000 граѓани. 447.000 граѓани. Близу пола милион. И сега поставете си го прашањето, зошто оваа власт не сака попис во Република Македонија? Зошто? Затоа што ќе се открие изборниот фалсификат и затоа што
ќе си даде министерот за образование одговор на прашањето зошто има се помалку првачиња во основните училишта. Не е проблемот дали жената што има едно дете ќе има второ или дали жената што има две деца ќе има трето. Не е тоа проблем. Проблем е дека тој што треба да раѓа не е тука. Репродуктивното население во Македонија не е тука. И ние можеме да стимулираме пензија за второ, пензија за четврто. Колку ќе останеме со пензиите? Можете да се преброите? Колку од овдека може да добијат пензија? Десетина верувам. Во Берово исто на прсти можете да ги изброите. Но тие што прв пат треба да родат не се тука. И тоа е жалното и поразителното. Зборуваме за невработеност. Тие што немаат работа, мака мача да најдат. Најголем процент на населението во Република Македонија чека работа повеќе од 4-5 години. И нема надеж дека ќе најде. Тоа е најпоразителното. Тие што имаат пак работа, стравуваат да го задржат работното место. Работат преку времена работа, неплатена, немаат земено плата последниве неколку месеци, или пак доколку работат и взимаат плата се дискриминирани заради својата најчесто политичка ориентација. Зборуваме за социјалните мерки. Јас ќе ви кажам уште еден податок. Нас многу често не обвинуваат дека ги плашиме пензионерите, дека нема да земат пензија, дека таа политика е лоша. Напротив, ние не ги плашиме пензионерите, туку сакаме на сите граѓани да бидат свесни за процесите во кои што се движи државата. Дека секоја пензија и секоја плата е ново задолжување за државата. Дека секој полнење на буџет е поголем данок, поголема казна. Пензискиот фонд во 2006 година можеше да исплати пензија за пензионерите со дотација од страна на државата од 900 милиони денари. 2006 година. Сега сме 2013 година. Таа дотација потребна во пензискиот фонд што треба државата да ја уплати на сметката на фондот, пензискиот фонд за да исплати плата е ни помалку, ни повеќе 16 милиарди денари. За 7 години власт на Груевски и на неговата социјална политика. Секоја пензија е ново задолжување. Секоја пензија е ново задолжување. Во делот на социјалната политика и околу пензионирањето. Често ќе кажат пензионерите, па добро е секоја година или секоја втора година ни покачуваат пензија по 5%. Ајде да пресметаме вака. Според закон, секоја година, 2 пати во годината се прави порамнување на пензиите со трошоците на живот. Еднаш во февруари, втор пат во август месец. Државата, односно власта, ДПМН, тоа го прави еднаш на 3 години, еднаш во годината и не пријавувајќи својата законска обврска тоа да го направи 2 пати во годината, го промовира како покачување од 5% на пензиите на пензионерите. Во 7-годишното, 8-годишното владење на ДПМН од потребни 14 порамнувања на пензиите или усогласувања на пензиите со трошоците на живот, направени се 3. И тоа со 3 пати по 5% на покачување на пензиите. Меѓутоа, ајде вака да направите. Сите вие дома имате чекови за пензии. Направите споредно. Секаде каде што отидовме и секаде каде што се сретнавме со здруженијата на пензионери ни го рекоа ова. Нашите сметки
од месец во месец се помали. Еднаш во годината или два пати ќе видиме дека 100 денари плюс имаме и еве готово ни покачиле пензии. Но има разлики од 1500 до 2100 денари на пониски пензии од оние што некој ги зимал пред 5 години. Ние ќе воведеме мерки кои што ќе врата таа сигурност кај пензионерите. Усогласувањето на пензиите со трошоците на живот ќе бидат некако сега 50% трошоци на живот, 50% пензии, плата. Туку ќе бидат 70% трошоци на живот, 30% плата. Затоа што трошоците на живот се многу поголеми од она што беше пред 5 години, и 6 и 7. Сите кои што возите автомобили, што користите нафта, знаете колкава беше цената на бензинот и на нафтата пред неколку години, колкава е денес. Колкава беше цената на шекерот и зејтинот пред 5 години и 6, колку е денес. Трошоците на живот се енормно високи. Кога зборуваме за враќање на средната класа, мораме да кажеме дека имаме и голем број на мерки кои што се уште не се промовирани, а се во делот на политичкиот систем, на демократијата, на човековите права, на здравството. Ова се само мал дел од оние мерки кои што сакаме да ги направиме популарни и се основата за сите други мерки кои што треба да се реализираат. Да ја вратиме довербата во институциите, правдата и законите. Во Уставот вели сите граѓани се еднакви пред законот. Помислете само дали сите се еднакви пред законот. Ние станавме имуни на криминалот на власт. Денеска да кажете дека некој функционер се огрешил од законот, украл, прекршил закон, тоа е нормално, тоа е на власт. Најголем дел од граѓаните ќе ги одговора така. Ба му се може, го штитат и кој што му може. А тој што ќе украде за леп на своите деца, ќе одговара како дека бил најголемиот криминалец. Еднаквоста пред законот не значи само одговарање пред институции, туку значи еднаквост и пред правата, и пред обврските, но и пред казните. Во сите општини кои што ги поминавме овие 3 недели, едно од многу често поставуваните прашања од граѓаните, добро е вие сите зборувате за криминал, објавувате големи суми на украдени пари за проектот Скопје 2014 и многу други проекти кои што се исклучиво криминални проекти кои што ги реализира ова власт. Дали ќе им простите? Дали да им се прости? Треба ли да им се прости? Нема да им се прости. Нема да им се прости. Секој кој што зел од устата на детето, мора да го врати таму каде што припаѓа. Враќање на довербата помеѓу луѓето и справување со болното, криминално и коруптивно ткиво на општеството. Тоа ќе бидат клучните задачи кои што ќе си ги постави новата влада на Социјалдемократскиот сојуз во првите 100 дена на добивање на власт. За тоа ни е потребна програма, волја имаме, храброст имаме, сила имаме, знаење имаме, ни треба вашата помош. Ни треба вашата помош. Молкот и стравот се храна за оваа власт. Колку повеќе молчиме, толку повеќе се хранат со нашиот страв. Затоа ние не молчиме и нема да молчиме. Ќе се обидеме, ќе направиме се да ве ослободиме од стравот. Затоа што ослободени од стравот можеме да кажеме не, а тоа е доволно за почеток да оствариме се ова за кое што зборувавме претходно. Благодарам многу.